Во ноември 2024 година собранието беше домаќин на еден студентски хакатон, каде што студентите се собраа за да развијат една апликација, односно дигитално решение за јавно добро. Победничкиот тим развија апликација која што ќе им овозможи на граѓаните преку со помош на вештачката интелигенција да истражуваат низ пленарната седница, односно апликацијата има можност технички да обработи пленарната седница и граѓанинот преку четбот да може да постави било какво прашање кое се однесува во однос на таа седница. Оваа алатка за сега не представува еден институционален систем за вештачка интелигенција, но е една основа која што според стратегијата треба да ни даде насока како да се движиме понатака, односно истата е во една фаза на тестирање и да видиме колку ќе се покаже реалната корист од ваква алатка за граѓаните. Исто така морам да кажам дека оваа алатка е прв чекор кон воведување на нови технологии и представува само почеток. Со стратегијата се предвидени и други алатки кои што би ја користеле вештачката интелигенција, како што се автоматска обработка на аудио и видео содржини, автоматски превод, воведување на интелигентни алатки за управување со документите. Исто така ќе бидат интегрирани, односно ќе бидат развиени алатки на база на вештачка интелигенција кои што би ни помогнале во однос на сајбер безбедноста. И конечно, но најважно, се предлага уведување на алатка која што ќе користи вештачката интелигенција и ќе им овозможи на граѓаните полесна комуникација и снаоѓање со веб страната и содржините на што се наоѓа на веб страницата на парламентот. Со интегрирањето на ваквите технологии, собранието ќе постави едни стабилни основи за целосна дигитална трансформација и мислам дека ќе ја го направи собранието како подостапна и поотворена институција за граѓаните. Стратегијата е веќе започната, може да се каже дека е започната, бидејќи стратегијата е тригодишен документ, се однесува за периодот од 2026 до 2028 година. Намерно е планирана како пократкотраен документ со цел да биде поагилна и да може да ја следи брзината со која се менуваат технологиите. Спроведувањето, како што кажав, е веќе започнато, дел од мерките се во тек, дел од мерките се во фаза на планирање и подготовка. За прв пат се применува еден стратешки пристап со јасни приоритети и рокови. Реализирана е работилница на која веќе изработена на предлог верзија на политика за користење на вештачката интелигенција во парламентот. Имаме соработка со Inofate, со што добивме пристап до академска експертиза, истражување и заеднички пилот проекти, значи ќе ги користиме врвните и најдобрите експерти од државава во реализација на оваа стратегија. Извршени се обуки на IT тимот за вештачка интелигенција и за сајбер безбедност во соработка со Војната академија Михајло Апостолски. Се подготвуваат исто така обуки за сајбер безбедност за пратениците и вработените и уште доста други активности кои што се во насока на реализација на стратегијата за дигитална трансформација. Тука може да го напоменам и соработката со МКД ЦИР, тоа е Национален центар за сајбер безбедност, а воено може да се пофалам дека веќе сме во една фаза на транзиција на ISO стандардот 27001 од 2022 година, бидејќи досега го имавме тој од 2013 година, очекуваме набрзо да бидеме сертифицирани и со овај сертификат кој се грижи за безбедност на информациите. Во меѓувреме континуирано се обновува и опремата во зградата. И со тоа може да кажам дека не работиме козметички промени, туку имаме еден системски пристап и кој очекуваме во еден догледен период да ни донесе видливи резултати.